Ковачевски наредил масовно прислушување и следење на комуникациите на граѓаните, обвинува опозицијата. ВМРО-ДПМН прашува зошто премиерот дозволил спротивно на сите законски процедури Македонија да го купи шпионскиот софтвер Предатор. Ковачевски сака преку низа криминални дејанија да опстои на власт. Ковачевски навлегува во приватноста на граѓаните, при тоа нарушувајќи го имиджот на државата пред стратешкиот партнер поради соработка со фирма која е на црната листа на САД. И шефот на грчкото разузнавање јасно потврди дека овој софтвер се користел во Грција за шпионажа на политичари, медиуми и бизнисмени, а истиот се користел во Македонија. Од СДСМ ги отфрлаат обвинувањата. Оперативно-техничката агенција, која е независна агенција, јавно соопшти дека не се користи таков софтвер за кој говори ДПМН. Ота е под надлежност на собранието, а владата и премиерот Ковачевски немаат никаква врска со неа. Во меѓувреме, пратениците од наредната недела ќе почнат да собираат информации кои фирми произведуваат, продаваат и најбитното, кој во Македонија користи прислушувачки системи. Овие системи се сложени, особено Предатор, за кој поранешниот министер Павле Трајанов, а сегашен член на Собраниската комисија, појаснува како преку вирус се инфицираат мобилните апарати. Преку Предатор, ако некој телефоните се стави да биде инфициран, условно кажано, со ова софтверско решение, тогаш без било какви комуникации и така натаму, тој што го поседал телефонот, се што зборува тука во станот, по куќа, било каде да се слуша, натаму може преку овој систем да се активират камерата, една или две колку имат во телефоните, да снима, да слика и така натаму. Членот на Собраниската комисија Драган Ковачки од редовите на ВМРО-ДПМН е убеден дека некој треба да сноси одговорност, особено што на црната листа на САД е ставена македонска компанија поради сајбер шпионажа. Мора да има одговорност и јас тука воопшто и не се сомневам дека тоа навистина така се случило, затоа што ако нештото е ставено на црната листа на Соединетите Американски држави, верувам дека тоа е така. Јас немам причина да се сомневам во веродостојноста на тоа што го имаат направено нашите стратешки партнери. Токму затоа барам одговорност и од владата и од јавното обвинителство, кои што гледате дека бегаат од одговорност. Пратениците сметаат дека од особена важност е да се дефинира во земјава дали политичките партии, институциите, бизнисмените, властите и сите останати кои имаат интерес да прислушкуваат, го прават тоа со помош на овие системи, но и најважното, која институција е надлежна за превенција од можни злоупотреби. Институциите задолжени за безбедноста на државата имаат рок до 18 август да ги достават одговорите до пратениците. Оперативно-техничката агенција претходно демантираше дека набавила ваков систем. Тврдат дека во моментов не се користи софтвер за следење на комуникациите Предатор, изработен од фирмата Сайтрокс. Обвинителството пак се прогласи за ненадлежно да спроведува истрага за фирмата Сайтрокс, која се најде на американската црна листа.